Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што и денеска сте со нас. Вчера говоревме за оралното здравје кај децата, денеска ќе се осврнеме за оралното здравје кај возрастните, меѓутоа со фокус за ранливите категории, а во пресрет на Светскиот ден на оралното здравје, 20 мај, и вчерашниот ден од формирањето на Црвениот крст, денешни мои гости во студиото во денешното издание на магазин Здравје се доктор Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвениот крст на град Скопје, и професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет. Добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Добар ден, благодарам. Ке почнеме, Сузана, со вас. Пред еден месец Црвениот крст на град Скопје и стоматолошкиот факултет подпишавте меморандум за соработка. За што конкретно станува збор? За каква соработка? Така. Црвениот крст на град Скопје и воопшто Црвениот крст, значи, има добра соработка со стоматолошкиот факултет. Уште од, да кажам, пред 15-20 години ги започнавме тие начини на соработка и комуникација, заради тоа што имавме големи проекти во однос на грижата на оралното здравје за бегалците од Босна, од Косовската криза. И од тогаш некако, се посветивме повеќе на превентивните активности во Црвен крст, и јас посебно се радувам дека заедно со професорот дојдовме на идеја заеднички да направиме нешто ново повторно, заради тоа што во право време го направивме ова 2 години пандемија, само оние животозагрозувачки ситуации во здравството се решава, ковид центрите, се она беше некако, да кажам, затворено за сите останати, да кажеме, здравствени проблеми кои што едноставно луѓето ги става на маргините, за жал. И токму во право време мислам дека го направивме ова, заради тоа што самиот договор за соработка значи поддршка на ранливи целни групи кои што ќе добијат комплетно стоматолошки услуги на стоматолошкиот факултет, се со цел да го подобриме оралното здравје и на таа категорија на граѓани. Така, веќе месец дена функционира овој проект, да го наречам. Колку лица од ранливите категории досега добиле бесплатни стоматолошки услуги на стоматолошкиот факултет и за какви интервенции најчесто стануваше збор? Да, меморандумот ние го подпишавме, како што кажавте, пред месец дена, а самата активност во згрижување на пациентите за кои што зборуваше мојата почитувана колешка започна минатата недела. Значи, овие 2 недели ние во нашите клинички сали на стоматолошкиот факултет во склоп на јавната здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар примивме околу 50 пациенти. Но пред да продолжам со одговорот на вториот дел од вашето прашање, сакам да кажам во какви услови ги примаме овие пациенти. Имено во последната година стоматолошкиот факултет комплетно реновираше 4 клинички сали, благодарение на поддршката која што морам да истакнам од ректоратот на нашиот универзитет и од Министерството за образование, каде што салите се опремени со најсовремена опрема, со современи инструменти и располагаме со навистина квалитетни материјали за стоматолошките услуги. Што значи дека оваа категорија на пациенти за кои што зборуваше секретарот на Црвениот крст примаат навистина квалитетни стоматолошки услуги. Сега конкретно на вториот дел од вашето прашање, доминантно се тоа услуги за лекување на двете најчести заболувања, а тоа се кариесот и пародонталната болест, позната во народот како пародонтоза. Значи, станува збор за чистење на забите, лекување на непцата, воспалението на непцата, понатаму поправање на заби, пломбирање на заби, менување на стари дотраени пломби, вадење на заби кои што не можат да бидат понатаму чувани во устата, бидејќи прават дополнителни проблеми, и се обидуваме во соработка заедно, повторно зборам, со Црвениот крст, да им овозможиме на дел од овие пациенти и протетичко згрижување.
Така, предпоставувам дека поради социоекономскиот аспект, но и самата ранлива категорија во која спаѓаат овие граѓани, односно пациенти, не биле во можност изминатите години доволно да се грижат за оралното здравје. Така е. Дополнително и пандемијата си го направи своето. И пандемијата, но и самите карактеристики за кои што зборуваше мојата колешка на оваа категорија на луѓе, генерално им се тешко достапни стоматолошките ординации и поради тоа кај оваа популација, кај оваа група на луѓе навистина има проблематика стоматолошка од најразновиден тип, што може да се види во овие секојдневни прегледи кои што ги имаме на нашиот факултет. Така, Сузана, конкретно за какви ранливи категории станува збор? Дали се само лица од трето доба или социоекономски загрозени лица? Значи, кога разговаравме за идејата, како сите тоа да го направиме и секако сите кои што навистина имаат потреба да бидат дел од овој проект, кој што се надевам дека ќе трае, дека нема да биде само пилотирање нели во оваа година како што го планиравме, дека после евалуацијата ќе направиме навистина ова да си биде една, да кажам, регуларна активност со стоматолошкиот факултет, односно со сите колеги кои што нели таму работат. Луѓето кои што се дел од ова, да кажам, од овој проект се пред се корисници на услугите на Црвениот крст, што ние добро ги познаваме, што не значи дека останатите не можат да се пријават. Значи, во прво време се корисниците од нивните центри за стари лица, потоа тука доаѓаат лицата кои што ги користат социјалните сервиси на помагатели, негователи и доаѓаат на крај бездомниците, кои што исто така се една многу ранлива категорија, поголемиот дел од нив немаат социјално и здравствено осигурување, така да навистина сметавме дека потребно е овие луѓе исто така да се подигне свеста за оралното здравје, заради тоа што сметаме дека на тој начин секој ќе си допринесе, заради тоа што не знам, тоа е една стара поговорка дека здравјето оди преку устата. Така да навистина мислам дека ова што го правиме е многу благородно и токму оваа категорија, како што кажа професорот, немале можности, можеби сето тоа го ставале на страна пред да ги задоволат другите потреби нели на нивното секојдневно живење. И мислам дека на овој начин ќе направиме едно, да кажам, повисоко ниво на интервенции и ќе се направи нешто што на тие луѓе навистина ќе им го улесни животот, ќе добијат на самодоверба. Секако кога ќе почнеме и со стоматолошката протетика, мислам дека тука уште повеќе ќе добијат луѓето на самодоверба, на тоа што значи дека едноставно ќе се чувствуваат многу, да кажам, пред се здрави и ќе можат нели да имаат можности да бидат поблиску со се она што им е потребно во животот и да бараат работа, заради тоа што нели губењето на забите, сето тоа предизвикува и некоја естетика која што нели во прв момент кога некој има проблеми со забалото, нема заби, оштетени заби и слично, првата реакција, првиот поглед е нели устната шуплина и забите. Токму тоа мислам дека треба првично да ни биде цел огледало на личноста, да им помогнеме и на овие луѓе да сето тоа го средиме. И мислам дека овој проект ќе има и дополнителни донатори кои што ќе направат, значи, на повисоко ниво сето ова да го правиме. Исто така тука влегуваат и лицата кои што се социјално ранливи, значи корисници на социјална помош, лица кои што секојдневно доаѓаат во Црвениот крст, се прават групи во соработка со професорите и кои што нели ги водат тие практични вежби на самиот факултет. Тука се вклучени, како што рече професорот, професори, студентите кои што работат под менторство на тие професори, така да мислам дека сите ќе бидеме задоволни на крај, и корисниците, а и ние ќе бидеме задоволни заради тоа што навистина сметаме дека оралното здравје е многу важен сегмент во здравјето на луѓето. Како да се пријават сите граѓани кои сметаат или се всушност од овие ранливи категории, а не се во евиденциите на Црвениот крст? Да. И дали можеби станува збор само за ранливи категории од градот Скопје сега во моменталниот проект кој е? Да, сега во моментот го правиме тоа на територија на град Скопје, како што нели често пати сме говореле, Александар, дека сите тие пилотирања ги правиме во најголемиот град во државата, а потоа ако сите тоа нели после евалуацијата се согледаат позитивните аспекти на тоа пилотирање, позитивен ефект секако ќе биде реплицирано и во останатите градови
градови, заради тоа што секако во соработка со професорот, со неговите колеги од другите градови, од каде што имаме нели универзитетски центри како што се Штип, професора мислам Тетово, така да може и тука да се направи многу. А оние кои што не се во нашата евиденција сакаат да се пријават, значи слободно можат во канцелариите на Црвениот крст на град Скопје, во општинските канцеларии кои што се 5 на територијата на градот Скопје, така да ние сме отворени за соработка. Секако може и на стоматолошкиот факултет, па ние сме во секојдневна комуникација, координаторите сето тоа го водат, се формираат тие групи за да не сакаме да предизвикаме проблеми во секојдневното функционирање на самиот факултет. Так. Пред да продолжиме понатаму, да ги поканам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање на денешната тема. Мои гости и соговорници во денешното издание на магазин Здравје се доктор Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвениот крст на град Скопје, и професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет. Денеска говориме за бесплатните стоматолошки услуги, односно за меморандумот кој го подпиша овие две институции. А може слободно да се јавите, да поставите прашање на добро познатиот телефон 023-116-566. Професор Ивановски, потенциравме дека студентите ги прават интервенциите под менторство на професорите. Има ли интерес од страна на вашите студенти на некој начин да бидат хумани и да им помогнат токму на овие ранливи категории граѓани? Краткиот одговор би бил да, има интерес кај нашите студенти за пружање на стоматолошка здравствена заштита кај оваа категорија на луѓе. Во главном тоа се студенти од завршните години на студии, од 5-та и од 6-та година и делумно од 4-та година на студии, кои што предходно поминале една квалитетна обука, би рекол, во првите 3 години. Сите тие стоматолошки интервенции кои што сега ги пружаат на пациентите во устата на пациентите, сите тие интервенции ги практикувале на модели, на така наречени дентални симулациони модели со кои што нашите предклинички лаборатории се соодветно опремени. Што значи студентите кога доаѓаат веќе во тие завршни години се подготвени за практикување на стоматологијата, а од друга страна мотивацијата потекнува од тоа што навистина за нив е многу значајно да ги совладат овие интервенции, бидејќи утре ќе бидат и конкурентни на пазарот на трудот како добри стоматолози. Онаа другата компонента која што ја кажавте, особено за оваа категорија на пациенти, ние се обидуваме студентите да ги мотивираме уште од првите години за значењето на оралното здравје и за поврзаноста со социјалната компонента. Вчера имав часови со прва година на студентите, каде што зборувавме токму на оваа тема, за поврзаноста помеѓу стоматологијата и општеството. За привилегиите кои што ги имаат стоматолозите, но и на обврските кои што ги имаат за грижата не само за здравјето на пациентите во нивните ординации, туку и на пошироко за јавното здравје, за јавното забоздравство. Затоа сметам дека нашите студенти се навистина мотивирани и има во овие одлични услови за работа, во голем број на пациенти кои што сега ги имаме благодарение на активноста на Црвениот крст. Поголема пракса стекнуваат за време на студиите. А од тука произлегува и нашата општествена одговорност како стоматолошки факултет во грижата за јавното здравје и на оралното сегмент и здравје. позитивен, да. Да дадеме предност на нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете да го слушнеме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Јас се јавувам, сум медицинско лице. Така. Меѓутоа, сопругот ми е во состојба што е дементен и непокретен. И за среќа, до сега он имаше своји заби, мислам, не оштетени, не ништо. Меѓутоа, сега почнува трета година како е непокретен и почнува му се скршува еден заб, потече еден ден, така преку матичната земав терапија и све. На кој начин јас не можам да го транспортирам, да го однесам на клиника или нешто, а стварно да ми се јави некој голем проблем со забите. Так. Ви благодариме, секако ќе добиете соодветен одговор и насока како понатаму да постапите. Сузана?
Па да. Дали спаѓаат и така, овие категории граѓани Ова е добро за да им прашање, се да. излезе Ова е добро во пресрет? прашање. Така да, Александр, ова е добро прашање заради тоа што во нашиот првичен проект него имаме овој сегмент нели на мобилни тимови кои што ќе ги посетуваат лицата кои што имаат потреба, а се ранлива категорија, како што кажа и госпоѓата за незиниот сопруг кој што е со деменција. Секако ќе го имаме во предвид. Добро би било да го остави бројот во вашата режија и ние да го добиеме, па со професорот можеме да разговараме и на ваков сегмент да видиме што можеме тука да направиме и да Или помогнеме. со мобилни тимови, или со мобилен тим, или техничка поддршка за ние да се транспортира. Во Црвениот крст знаете дека веќе го развиваме системот на медицински транспорт. Така да можеме да го искористиме и тој момент, да ги користиме тие услуги на Црвениот крст за овие лица, пошто во моментот исто го пилотираме и тој дел на наша активност за поддршка на ранливи целни групи. Тоа е бесплатен медицински транспорт во овие неколку месеци. Да видиме тука како ќе реагираат корисниците, така да со професорот ќе разговараме и за овој елемент на дополнување на нашиот договор за соработка. Сметам дека сакав само да се надоврзам на тоа што пред малку професорот го кажа, многу е важно што студентите на стоматолошкиот факултет преку овој проект стануваат исто така социјално одговорни личности. Освен тоа што нели самиот факултет и професорите покажуваат општествена одговорност, многу е важно и луѓето, младите луѓе, студентите едноставно да се воспитуваат и во тој дух. Заради тоа што таа компонента ако ја изгубиме, тогаш се тоа, да кажам, без никаква вредност да се дипломира, да се стане лекар или стоматолог, а при тоа да се нема никаква социјална и општествена одговорност како личност. Така се учат животните вредности на некој начин. Да. Доколку можам само многу кратко да го надополнам секретарот на Црвениот крст, поврзано со прашањето на вашата гледачка, ние сме имале такви искуства за посета во домашни услови на пациенти кои што навистина не можат од оправдани причини да дојдат на клиника. Со телесен инвалидитет, хендикеп, така. И секако дел од оние услуги, особено ургентни, кои што се, болка, оток, ординирање на некој медикамент, дури и некаква помала интервенција, кој секако она што дозволува домашните услови, сме ги пружале, секако ќе поразговараме со Сузана. Така, еве, ќе ја поканеме господјата почитувана по завршување на емисијата, може да се јавите исто на 02-311-6566. Ќе го ставите вашиот контакт, секако ќе биде пренесен на одговорните лица во Црвениот крст и ќе стапите во контакт. Доколку имаме уште еден гледач на линија, почитувани, вие сте наред. Да, фала, благодарам. Уште еднаш поздрав до студиото. Вака, јас ја слушнав емисијава и жител сме на Велес. За лицето што сакам да помогнам, прима социјална помош, помлада личност е таму 45 години. Има и други болести, но има проблеми и со зъбите. Како може да ја пријавам, која е процедурата и кога ќе биде, да не објавите кога ќе бидат во другиве градови. Пошто ние сме со клинички центар, дали ќе може, како ќе може да се добие информација и да се помогне. Во ред, да, ќе добиете секако и вие одговор на прашањето. Јас мислам дека треба да се пријават во Црвениот крст во Велес, да устават контакт и да побараат нашиот колега од Црвениот крст Велес да не контактира нас во Црвениот крст на град Скопје. А потоа ние ќе се договориме како тоа ќе го направиме. Ако се работи на вистина за младо лице, кое што нели му треба поддршка и самодоверба во се она што пред малку го говоревме, нема никаков проблем ние таа пациентка да отидеме да ја земеме, додека ги развиеме овие услуги во другите градови надвор од Скопје и да ја донесеме на меѓутоа првично треба да се види каква е состојбата. Меѓутоа првично треба секако прво ќе направиме на стоматолошкиот факултет колегите, значи студентите заедно со професорите ќе направат проценка што е тоа што треба да се направи, а потоа ќе видиме нели во која мерка можеме да помогнеме, бидејќи на вистина ако се работи за нешто ургентно, нема никаков проблем. Меѓутоа најдобра комуникација ќе биде Црвениот крст Велес со Црвениот крст Скопје, а потоа ќе видиме се што треба да излеземе во пресрет на лицето кое што е како што слушнаве младо лице, млада особа која што навистина можеби има потреба и значи сето тоа. Од помош. Професор Ивановски, овој разговор го правиме како што најави во пресрет на Светскиот ден за подигнување на свеста за оралното здравје. Зошто е толку важно да се грижиме за здравјето во устата?
Навистина е многу важно, би рекол, да се грижиме за здравјето на устата, да водиме грижа за оралното здравје. Може би постои несоодветно сваќање што е тоа орално здравје. Кај голем број на луѓе сваќањето е дека се тоа само присуство на здрави заби во устата. Но оралното здравје е малку поширок поим. Тоа е пред се дел од општото здравје и представува не само здрави заби во устата, туку отсуство на хронична болка од различно потекло, отсуство на малигни промени во устата, односно орален карцином, отсуство на различни други рани во устата, отсуство на расцепи на устната. Сите тоа се предуслови за едно добро орално здравје и секако, да не го занемарам, присуството на плунката како многу значаен фактор за одржување на оралното здравје. Здравата уста овозможува бројни функции, тргнувајќи од джвакањето на храната, вкусувањето на храната, говорењето, убавата насмевка, бакнувањето, да не го запоставиме, и тоа е битен сегмент за да една индивидуа се чувствува убаво. Тоа е едниот сегмент, но може би уште позначаен сегмент е тоа што има значајна поврзаност помеѓу оралното здравје и општото, системското здравје. Не само што голем број заболувања даваат промени во устата, кои што стоматологот може да ги забележи и да интервенира, туку и голем број компликации на кариесот, на пародонталната болест, сериозно влијаат врз нарушување на општото здравје, на кардиоваскуларното здравје, на заболувањето на органите за варење на храната, диабетот, заболување на бубрезите. На тој начин, со грижата за оралното здравје, стоматолозите водат сметка и за подобрување на општото здравје, за намалување на морталитетот во крајна цел. Знаете, рано откривање на малигните лезии во устата, оралниот карцином е присутен и вчера читав некои податоци од Светска здравствена организација, е на 16-тото место од сите малигноми во човековиот организам. Раното негово откривање спасува животи. Так. Откривање на одредени промени во устата на различни општи заболувања го намалува морбидитетот, заболувањата, згрижувањето на општото здравје на пациентот. Од тука произлегува значењето на оралното здравје како еден составен дел на општото здравје на организмот на секој човек. Убава порака на самиот крај од емисијата. Навистина времето ни е ограничено, а можеме да говориме уште долго на оваа тема. Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во денешното издание на Магазин Здравје. Ви благодариме. Со задоволство ве очекуваме да бидете повторно наши гости и да следиме како се одвива овој проект. Ви посакувам успешни пациенти. Почитувани, тука и крајот на денешниот разговор со моите гости. Одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото. Идеално би било да ги реализирате вашите идеи. Потрошувачки кредит на Халк Банк. Идеално.